Добро вечер. Понеделник, 20 часот, време за емисијата Меѓу редови. Јас сум Миланчо Пендев, а мој вечерашен гостин е професор доктор Иван Миланов. Добро вечер и добро ни дојдовте во Меѓу редови. Добро вечер, добро најдов. Добро, релативно брзо стапив во контакт со тебе, за разлика од повеќето други гости. Дали тоа укажува дека сте многу приземен, нормален човек, имате нормални односи со луѓето или така некако ми се погоди работата со вас? Па не знам, ја мислам дека сум нормален и дека сум пријателски настроен. Меѓутоа, јас брзо одговарам на своите имејлови, на повици. Оти знам дека ако не одговорам брзо, многу други повици и имејлови ќе дојдат до мене и едноставно ќе заборавам. Значи, не оти сум многу професионален, туку веднаш сакам да си ги рашицам сите своји обврски на време. Добро. Иако не се познаваме добро, ќе се осудам да ве прашам, едно прашање, можам да приметам дека имате нов имидж. На што се должи оваа промена со... Па на коронавирусот, не? На коронавирус. Луѓето различно овој локдаун ги афектира, мене ме афектира да пуштам брада. И пријатно ми е таа промена. Жена ми ја одобрува, тоа е многу битно. Студентите исто така, моите пријатели, и јас се чувствам фино. Супер. Ајде на почетку, сигурно ги интересира гледачите, а и мене. Кој е, уствари, Иван Миланов? Не би се, пак ќе кажам, не би се осудил Вања, затоа што тоа име го користат оние пријателите твои близки. Добро, токму тоа сакав и да кажам. Значи, јас се викам Иван Миланов за сите мои пријатели и Вања. Роден сум во Скопје пред 49 години. Тука сум одраснат, завршив основно и средно образование. Едно време студирав електротехника. Напуштив, затоа што сметав дека тоа не е за мене. Заминав за Белград 96-та, дипломирав 2000-та теологија во Белград. Од 2000-та до 2003-та работев во Струмица, како пастор на Адвентистичката црква. Од 2003-та до 2010-та или јануари 2011-та бев на постдипломски докторски студии во Англија, каде успешно ги завршив. А од 2011 до 2015, крај од 2015, работев како пастор во Белград, најпрвен во Централната адвентистичка црква, а потоа работевме на основање на нова адвентистичка црква на Нов Белград. И тоа се најубавите години како пастор за мене, основање на нова црква. Тоа беше нешто најубаво како искуство. Потоа дојде повикот да заминам на Нјубол коледж. Вработен сум како професор по Стар Завет. Таму работам од декември 2015 до ден денеш. Таму живеам со сопругата и со ќерката. Благодарам. Дали нешто ти значи РЦУП? Да, Рачунски центар универзитет у Београду. Тоа значи РЦУП. Има ли нешто поврзано со таа институција, нешто кога си бил помлад или кога си престојал за време на студија? Имав еден мој цимер. Така? И ми беше цимер Арбен Рустемај, по потекло од Косово. И беше многу смешен дечка кога беше млад. Секогаш одеше во РЦУП да праќа имејлови. Тогаш имејловите не беа достапни како денес. Туку мораше да оди во РЦУП и да праќа имејлови. И постојано не викаше дека одам во РЦУП и тоа беше така интересно. Со кој најчесто одеше на кифла и јогурт и по новини? Скоро, ако не секој ден, често. Па не. Близу до факултетот имало, вкусни кифли, јогурт. Дали се сеќаваш на Јовица, може би? Да, Јовица Стојковиќ. Новини не сме купувале. Но вестниците ги купуваше факултетот. А со Јовица бевме цимери, да. Игор, Арбенит, Јовица и вие. Да, цимери. Цимери, тоа беше. Во иста соба. Во мојата трета година на студија, да. Најубавата соба од интернатот, или? Спроти капелата одма, така, нели? Зависи со кого сте во соба, значи од цимерите многу зависи. Не зависи од самата соба, од она што е во собата, од креветите, тоа не зависи. Зависи од луѓето кои се во таа соба како цимери. Баш ме интересира на колку спрата беше креветот? Да, едниот кревет беше на 3 спрата. Вие на кој спрат? Па јас давав стабилност, спијав долу на најдолниот кревет, на средина беше
сегашниот директор на Адрес Србија, Игор Митровиќ, а најгоре беше Арбенит Рустемај, сегашен пастор во Соединетите Американски држави, а тогашен студент од Косово. Игравте и баскет. Слушнав дека си Да, играл баскет. тогаш имавме игралиште, тоа беше ничија земја. Не беше регистрирано тоа игралиште, потоа го паметиме, кој подоцна го узурпира еден така наречен градежен инвеститор и факултетот си остана без тоа игралиште, затоа што не бевме доволно брзи, најверојатно, да тоа го регистрираме во катастарот на општината како наше место. Убаво беше тоа време. Па нормално е убаво, бев помлад. Кои бевте други во таа генерација? Можеш да се сетиш или да ни посочиш? Па да, имам неколку колеги, значи Давид Ранчиć, сега е пастор во Велс, Јоца Адамовиќ, пастор е во Велс, Миле Петровиќ, пастор во Србија. Тука беа и некои девојки, сега се жени. Мира и Марија Лозановски. Сега носат некои други презимиња. Подоцна беше Сузана Мустафиć, Најдановиќ, Нина. Подоцна се омажи, заборев како се презиваш. Тоа беа некои девојки кои студираа со нас. Во секој случај убаво време, убави настани, убави дешавки и така. Па, повеќето беа убави мигови, најгрдите мигови беа за време на бомбардирањето на НАТО. Значи, НАТО кампањата против Србија, тоа беше најубавата пролет во смисол на временски прилики. Белград е многу убав во пролет. И најубавата пролет икогаш, кога е во прашање време, кога е во прашање клима, меѓутоа НАТО бомбардерите растурија се. Добро, како е ви почнува денот? Во колку часот ставате и го навивате алармот? Кажете нешто за вашиот работен, да така кажам, распоред. Па добро, станувам некаде околу 5:30 наутро, после обавување на лична хигиена, проучувам Библија, се молам на Бога. Ако имам време, одам до локалната теретана, работам таму. Се враќам дома, појадувам, ја испратим керка ми на училиште, жена ме веќе отиде на работа и мене работниот ден веќе ми почнува некаде околу 8:30. А кога ќе заврши, то само Бог знае. Кој е најдобриот дел од денот за вас? Јас уживам 24 сата во денот. Добро, Сите периоди од денот ми се прекрасни. Со што сте потполно обседнати во последно време? Па мислам дека не сум обседнат со ништо, фала на Бога. Добро, не во она смисла демонско обседнување. Да. Значи, уживам во животот колку што можам. За жал, денеска сме сведоци на некои немили настани во Европа. Уживам во семејството, уживам во својот брак, уживам во работа со студентите. Читам, проучувам. Јас од Бога сум повикан, од луѓето платен да читам Библија, да ја проучувам, да ја толкувам и да го ширам Евангелието и да им помагам на оние кои се идни проповедници на Евангелието, како тоа да го прават ефикасно. Како се мотивирате? Па на различни начини. Ја мислам дека не сум воопшто мотивиран од самиот себе си. Сметам дека Светиот Дух е тој што ме мотивира да работам. И Светиот Дух на мене работи константно, како што работи во срцата на сите луѓе. Тоа едноставно ме води, ме мотивира и ми отвара нови хоризонти, нови полиња за работа, ме спојува со различни луѓе. Едноставно сум во негови раце. Идеите кои доаѓаат, кои се добри идеи, кои се библиски потврдени, доаѓаат од Светиот Дух. И тоа е најбитно човек да го има во животот. Таа врска со Бога, тоа е непроценливо и незаменливо. Умилена облека за преку ден? Па, што ме гледате во неа? Што ве нервира најмногу? Сигурно барем има нешто. Теорија на заговор. Органски не поднесувам. Која ви е омилената апликација на телефон? Сафари. Колко е Иван зависен од социјалните мрежи? Ни најмалку. Немам Facebook акаунт.
Imam email adrese, nemam Twitter, nemam Instagram, nemam Reddit, imam Whatsapp account, imam Viber. Viber koristam poradi rodnini i prijatelji od Makedonije i Srbija. Оти на запад Viber никој не користи. По краткиот разговор заклучив дека имате една семејна убава атмосфера, затоа што спомна неколку пати за твојата сопруга, за вашата сопруга и за... Уживаме во семејството, нормално ние како семејство имаме своји предизвици. Имам керка од 11 години и тоа е само по себе предизвик. За жал го има наследено мојот темперамент и е прилично си бара време, бара родителска грижа, во смисло да разговараме, да има прашања, поставува секакви прашања, сега полека влегува во пубертет, има прашања, по прашање на сексуалноста, по прашање на машко-женски односи, по прашање на брак. Значи, отворена е во тој правец? Отворена е. Татко и беше отворен на тие години, исто така. Како што реков, го наследува мојот темперамент. Баш интересно. Како изгледа вашата типична вечера со вашата сопруга? Па, јас гледам да дојдам дома до кај 6 часот на вечер. Некогаш доаѓам и во 7. Веќе мојата сопруга е дома, неколку сати е веќе дома. Керката е веќе дома. Ако нема час по музичко или ако нема дополнителни часови по математика или ако не оди на пливање, тогаш се собираме дома, гледаме да јадеме заедно, да се помолиме и да направиме една рекапитулација на денот, што се случило на училиште. Ако ќе прашам што било на училиште, одговорот it was good, не признавам таков одговор, дека било добро на училиште. Тоа не значи ништо. Значи, бараме објаснување што е тоа што било добро, тоа што не било добро, што и се допаѓа, што не и се допаѓа. Супругата ја праша како било на работа. Значи, со супругата ние мораме да одвоиме минимум 2 сати на ден да бидеме заедно. Минимум. Значи, само јас и супругата. Пазите сега што ќе одговорите. Што ве нервира кај вашата сопруга? Или малку глупо е прашање сега, сопруга да ве нервира, а? Да, значи, откако се омажи за мене, премногу се потпира на мене. Значи, премногу во некои работи. Би сакал да биде помалку зависна од мене. Што би сменил на коледжот на кој предавате вие? Што би сменил? Па би направил подобра стратегија да привлечеме што повеќе студенти. Како би се опишал во 3 збора? Обичен, нормален, самокритичен. Да не си тоа што си, што би бил? Не знам. Не можам да се замислам поинаку. Дали си злопамтил? Сметам дека не сум. Тоа требате да ги прашате оние со кои доаѓам во допир. Јас сметам дека не сум. Меѓутоа, морате да разговарате со луѓето кои ме познаваат, со кои доаѓам во допир. Со моите студенти. Вие сте, барем за мене, а и од тоа што го гледам, вие сте многу популарна личност и ги гледат вашите предавања и се многу интересни. Па прашањето е, ви годи ли тоа што сте овака позната личност и познат предавач? Како гледате на тоа? Не, јас гледам на ова како служба. Значи, јас гледам дека тоа за добро на другите луѓе. Тоа ми е на мене најбитно. Јас своите емисии не ги гледам, своите проповеди никош не ги слушам. Не уживам во самиот себе си. Не се обожувам самиот себе си. Не се восхитувам на самиот себе си. Напротив, многу сум самокритичен во себе си. Еден месец без телефон или без автомобил? Без телефон, дефинитивно. Која особина кај тебе би ја променил? Избурливост. Најомилена поговорка или мудра мисла? Јован 3:16. Бог толку го сака и го љуби овој свет, така што го дал својот единороден син да умре за сите нас, да ние кои го веруваме, да не умреме, туку да живееме вечно. Мисла над мислите. Најдобар животен совет?
Tруди се постојано. Најомилено јадење. О, не знам од кај да почнам. Ајде, нека бидат полнети пиперки. Чипс или чоколада. Чоколада. Најголем страф. Страф од самија себе си. Прво би ги слушнал добрите или лошите. Лошите секогаш, прво. Да ги знае сите јазици на светот или да ги разбира животните што зборуваат. Сите јазици на овој свет. Како се однесуваш кога некој ќе те повреди? Па зависи за која личност се работи. Ако е личност која е на моје или повисоко ниво во хиерархија, тогаш реагирам веднаш, отворено, јасно и гласно. А ако е личност на моје образовно ниво, реагирам веднаш. А ако е тоа личност која е на моје интелектуално ниво, реагирам веднаш. А ако се работи за човек или жена кои се послаби интелектуално, физички или хиерархиски, тогаш гледам да бидам мирен, сталожен и не сакам да злоупотребам својата моќ и својата авторитет. На тоа постојано мислам, дека не смеам да го злоупотребам својата авторитет. Тоа го правам и кон сопругата, и кон керката, и кон студентите, и кон сите оние кои сметам дека им треба моја служба и моја заштита на некој начин. За кого најуваш? Во фудбал или во кошарка? Челси. Како дете, што сонуваше да станеш? Па, сонував да бидам како татко ми, да бидам офицер. Постои ли машко-женско пријателство? До некоја мера да. На што би ставил вето? Вето. Само на работи кои го трујат човекот ментално, духовно, морално, на тоа би ставил вето. На работи кои луѓето не можат, од кои не можат да се одбранат. Работи кои кај луѓето создаваат зависности од било кој тип. Изговор кога касниш? Кога доцнам, Да. гледам да не доцнам, но кога доцнам, кажувам на вистина за што се работи. Точно. Така, кажува, да. 3 активности што најмногу ги прави за време на пандемијата. Одев на работа секој ден, понеделник до петок, значи секој ден бев во мојата канцеларија. Одевме во прошетка со сопругата и керката често. И читав многу. Постои ли љубов после неверство? Па не знам. Не сум бил никош неверен кон сопругата. Не знам, стварно не знам. Аха, добро. Па најверојатно дека постоиш. Познавам луѓе кои направиле акт на неверство еден кон друг и Баш за тоа, дали имаш... потоа гледам дека живеат повторно добро, нормално. Сега, што има во нивните срца, кои се нивните стравови, дали се уште постои некој страв, некој недоверба, што велат србите, некоја зебња, нешто што е секогаш во позадината на умот, за тоа не знам. Кој Бог повеќе ги сака или ги мрази, убијците или хомосексуалците? Бог ги сака сите луѓе на овој свет. Бог мрази греф, не мрази луѓе. Да имате магично стапче, што би направиле? Би ја сопрел војната во Украина. Колку предавања имате одржано до сега? Не знам. Навистина, не знам. Предавања, мислите, јавни предавања? Јавни. Не знам. Само доека бев проповедник во Струмица, јас имав во просек 4 предавања за викенд. Сум бил сигурно 2 седмици на годишен. Значи 50 по 4, 200 јавни предавања само во црква годишно, плюс сигурно на 30 емисии на телевизија, плюс јавни евангелизации. Само за тие 3 години. Која ти е најомилена тема за разговор? Тема за Бога од било кој аспект. Најдобра книга од прочитаните? Библијата? Библија или духовна книга? Библијата секогаш. Идеалниот одмор го замислуваш каде? Кога Христос ќе дојде. Кога последен пат си бил среќен?
Ona Денес? вистинска среќа. Денес. Нова година, да или не? Да, зашто да не, со семејството се каже. Што ќе правиш кога ќе се пензионираш? Далеко е се уште таа идеја. Да си на моје место би направил интервју со Путин или со Бајден? Со бајцата, во различно време. Дали би се кандидирал за председател на Македонија или на Англија? Англија нема председател. Добро. Таму кралицата е глава на државата, а тоа е Дали доаѓа... премиер? Да, не, никогаш. Политиката не ме интересира, имам свое политичко убедување, уверување, имам своje мислење за политичките настани, за економските движења. Професионален политичар не би бил, оти сметам дека да се биде професионален политичар треба пред се да се биде извореден човек. Да се биде исклучително чесен, да се биде исклучително отпорен на надворешните влијанија. Јас себе си се сметам за чесен човек и сметам дека ако би се бавел со политика, не би се бавел повеќе од 4 до 5 години. Сметам дека човек во политиката повеќе од 4 или 5 години мора да се корумпира на крајот. Ние луѓето сме склони кон корупција, кон измама, кон насилство, кон другите луѓе и пред се кон себе воздигнување. Значи, ако човек се наоѓа на позиција на авторитет и во позиција да другите на некој начин се под него и му служат, после 5 или 6 години тој човек мора да престане да ја обавува таа функција или таа работа, оти неминовно ќе се себе воздигне, кој да е. Освен Христос, сите ние сме склони кон себе воздигнување. Убаво кажано. Професоре, живееме во едно време, предизвик за сите нас, мислам, ќе се сложиш со мене. Последните 2 години демократија со вакцини, демократија со природен газ и на крајот сега демократија со, односно нема демократија, а тенкови и оружје. Како вие ги дефинирате овие 2 години, кога светот поминува низ еден многу, да така кажам, турбулентен период? Што се случува? Може ли да очекуваме нови, да така кажам, кризи и подлабоки кризи во светот? Во стравот, на стравот му се големи очите. Значи, кога луѓето се чувствуваат загрозени, луѓето чувствуваат страв од нешто, посебно од нешто непознато, тогаш луѓето постапуваат спротивно од она што некогаш биле, ги фаќа паника и склони се да употребуваат автократски диктаторски мерки. И тоа го оправдуваат со новонастанатата ситуација која е специјална, која е посебна и која бара да луѓето превземаат недемократски мерки. Пандемијата тоа го покажа. Тоа го покажува и сега оваа воено-економска ситуација која се случува во Украина и која афектира целата светска економија, дека луѓето кога се исплашени, луѓето се склони да направат потези кои се далеко од демократија, кои се далеко од љуби го ближниот свој како самиот себе си. Има ли крај на човечкото зло, вака како што гледаме? Има сега, кога Библијата вели дека ќе дојде крај на постоењето на гревот и на злото, и тој крај е врзан за најнапред за второто Христово доаѓање, тогаш за оние кои, како вели Библијата, ќе бидат спасени, е дефинитивно крај за гревот и злото, а 1000 години после второто Христово доаѓање ќе дојде конечно бришење на гревот и злото во Вселената. Затоа Библијата вели дека постои крај на гревот и злото. Не постои крај на доброто, туку крај на гревот и злото. Ајде вака, како ние како поединци можеме да делуваме? Имаме ли ние удел во ова општество или во кризите кои што ги донесува општеството? На кој начин? Или ние можеби луѓето сакаме како и Јона настрана, малку од страна да ги гледаме и наблюдуваме работите? Јона не сакал да ги гледа работите од страна, Јона побегнал. Подоцна Јона ги гледа работите од страна. Јона побегнал од својата одговорност. Сакал да побегне на сосема спротивната страна од таму каде Бог го праќа. А кога веќе отишол во Ниневија, тогаш Јона седнал да посматра што ќе се случи.
А одговорноста на секој од нас е во складот со социјалната позиција која имаме во општеството, во складот со нашите таленти, во складот со нашиот круг на влијание. Секој од нас има свое влијание, круг на влијание. Значи не постои човек кој нема круг на влијание. Некои луѓе влијаат на илјадници други, на милиони други. Некои од нас влијаеме на 10, 15, 20, 30, 50 души. Меѓутоа секој има круг на влијание. И тоа е еден од талентите кои ги добиваме од Бога, да влијаеме на другите луѓе. И ние влијаеме неминовно. Ако некои луѓе влијаеме на добро, некои од нас влијаеме на лошо. И затоа носиме Голема голема одговорност. Затоа секој поединец на оваа планета има одговорност какво влијание шири. И сметам дека секој од нас максимално треба да го искористи тој талент или таа прилика, таа можност да изврши добро влијание во својот живот кон другите луѓе. Меѓутоа, тоа добро влијание може да се искористи исклучиво ако постои добро во нас. Сега, тука е проблемот. Ние како луѓе сме зли. Тоа е проблемот. Значи, основата на нашата човечка природа е зло. И за да ние чиниме добро, нам ни треба некој од надвор да не промени, да всади ново срце во нас, како вели Библијата, да всади добри вредности, да преку Светиот Дух го промени нашиот ум и да станеме добри луѓе под влијание на оно што Бог работи со нас и во нас. Тогаш, кога ќе го добиеме тоа добро од Бога, тој благослов, наше е да го поделиме тој благослов со другите луѓе. Благодарам на исцрпниот одговор. Покрај сето ова што го спомнавме до сега, сакам вечерва да начнеме и да позборуваме за една многу важна и сериозна тема. Спиритизмот. Дали е тоа само еден старомоден тренд или современа реалност? Јас мислам дека ние луѓето, па и јас се ставам во оваа појава, дека знаеме нешто, но не сме доволно сериозни по оваа појава, односно по спиритизмот. Професоре, што представува спиритизмот и како ќе го дефинираме? Спиритизмот се дефинира на минимум два начини. Едниот е потесен, поспецифичен, каде спиритизмот е феномен во кој одредени луѓе сметат дека може да стапат во контакт со наводните души на покојниците. Тоа е таа кратка дефиниција во една специфична смисла. Во една поширока смисла, спиритизмот многу често е групен поим за една цела низа на феномени кои опфаќаат магија, гледање на карти, гледање во филџем со кафе, односно остатоци од кафе, гледање во дланка, астрологија и сите активности во кои човек смета дека ако знае одредени обреди, одредени ритуали, може да дојде до одредена моќ, може да дојде до одредени сознанија. Спиритизмот е антички феномен и тој постои во сите пагански религии, посебно во оние религии и нации со кои бил обкружен старозаветниот Израел, и ние за тоа можеме да читаме многу во Библијата. Тој феномен постои и подоцна. Во последните 2-3 века феноменот на спиритизмот заживува во Соединетите Американски држави, во 19 век заживува и станува многу популарен во Велика Британија. Во Велика Британија поприма димензии каде популарни луѓе, интелигентни луѓе од влијание, што би вие рекле, стануваат спиритисти. Значи, Артур Конан Дойл, авторот на Шерлок Холмс, и исто така Чарлс Дикенс, многу познат британски писател, англиски писател, Оливер Твист, Сагата за два града и така натака. И Дикенс и Артур Конан Дойл се спиритисти. 19 век е век на оптимизам кај христијаните, кај секуларните или атеистите во она време. И исто така е време на оптимизам за спиритистите. Спиритистите сметале во 19 век, вклучително и Дикенс, дека спиритизмот треба да донесе подобрување на условите во кои живееме, дека ќе донесе напредок, затоа што сметал дека контактот и комуникацијата со наводните души на умрените ќе донесе информации кои ќе го подобра човековиот живот.
И затоа спиритизмот не е само една активност која луѓето ја практикувале еднаш седмично, месечно, годишно. Тоа станало во тоа време начин на живот. И денеска во Англија можете видите спиритистички цркви се нарекуваат, каде спиритизмот е како движење организиран. Може би кулминацијата на спиритизмот во Велика Британија е почетокот на 20 век, каде постоеле училишта и основни и средни училишта, каде спиритистите, родители си ги праќале своите деца да бидат воспитувани и поучувани во духот на спиритизмот, покрај учејќи ги редовните предмети кои тогашниот курикулум образовен го барал од нив. Значи, спиритизмот офајча, значи, една поголема сфера, отколку Секако ние што знаеме луѓето. И се пласира на еден многу привлечен начин. Значи, луѓето не смеат да го потценат спиритизмот. Значи, зад спиритизмот се крие една интелигентна личност со своите соработници, кој му дава една моќ и привлечност. И за да човек се заштити од спиритизмот, потребно е некој кој е појак од таа личност и неговите соработници. Спиритизмот денеска се промовира и воопшто окултизмот. Тоа е тој групен поим, окултизам, во кој влегува и спиритизмот, во кој влегува и магијата од било кој облик. Гледање во стаклена кугла, гледање во внатрешни органи на животни, гатање, баење од секој вид, гледање во тарот карти, гледање во филџан, читање на дланка, астрологија, тоа све е окултизам. Добро, можеме ли да го забележиме спиритизмот или окултизмот во цртаните филмови, во филмовите? Како не, мислам, цртаните филмови кои ги произведува Дизни, во нив мора да има барем малку спиритизам. Значи, или некои други компании кои ги произведуваат. Јас кога бев помлад имаше цртан филм се викаше Каспер. Се работеше за еден мал дух и тоа беше многу популарно кај децата. Пред некоја година Дизни изфрли филм каде едно момче случува во Мексико или негде во Јужна Америка, акцијата на филмот, на цртаниот филм, и каде дедо му или баба му помага да стане маријачи, да биде музичар, да свири на гитара. Мислам дека цртаниот филм се вика Коко. Јас на керка ми не дозволи да го гледа во тоа време, додека не седнавме и не разговаравме што е ова овде, да го објасниме тој концепт. И кога го објаснивме тој концепт со мајка и, Кок стана филм кој не е интересен. Исто и со книгата Хари Потер. Значи, Хари Потер е лектира за читање, меѓутоа керка ми читаше 10 страници и ми вели ова книга е многу глупава и досадна. Рече дека книгата била глупава и досадна. И остави. И не чита Хари Потер. Значи, вие ме прашате дали сум за вето. Ја не би ја забранил книгата. Оти штом нешто забраните, ја подигнете популарноста на таа работа или на тој човек. Ја не би забранил, ама би му објаснил на луѓето што има тука. И секој ќе објасните која е позадината, книгата престанува да биде интересна. Значи, едноставно луѓето гледаат дека е тоа опасно, дека е тоа глупаво, дека тоа нема никаков смисла. Јавна тајна е дека и политичарите одат на некои сеанси, окултистички или спиритистички. Не сите. Имаш ли сознание? Не сите. Може би некој. Ја мислам дека се зборуваше за жена му на еден од американските председатели. Ја мислам дека жена му на Франклин Рузвелт. Се зборувало дека жената посветува спиритистички сеанси. Оно што знаеме е дека некој од водачите на нацистичка Германија, Хайнрих Химлер посебно, имал огромен интерес во окултното. И дури се создава таа окултна идеја на Третиот рајх. Не сме сигурни толку за Хитлер, меѓутоа 100% сум сигурен за Хайнрих Химлер. Постојат документи каде тој се интересира за окултни појави. Затоа дефинитивно дека постојат одредени луѓе, ја мислам дека некои диктатори во Јужна Америка имаат користено вештарки или жени кои се бавеле со магија.
не им помогнало многу. Тоа посебно го имате на некои од Карипските острови, поготово на Хаити, каде што вуду магијата е исклучително развиена. Некаде во Африка, меѓутоа го имате тоа и во Европа, го имате во Македонија, го имате во Србија, го има и во Англија. Значи, спиритизмот е привлечна работа. И кон спиритизмот се привлечени луѓе без оглед на нивното образование, на нивната интелигенција, на нивните периодот од животот во кој живеат. Оти луѓето најчесто се вртат кон спиритизмот кога имаат мака, кога нешто им е лошо во животот, кога доживуваат нека голема трагедија. И едноставно сваќаат дека оно што го гледаат со очите, го чувствуваат со станатите сепила не е доволно. И затоа се вртат кон спиритизмот. Некои велам бараат утеха, некои луѓе бараат решение, некои луѓе бараат лек. И тоа се све работи за кои ѓаволот во Библијата знае дека луѓето се спремни се да сторат само својата кожа да си ја спасат. Добро, во што е она лошото во спиритизмот, толку лошо? Па лошото е во тоа што позади спиритизмот и воопшто култизмот не стои Бог. Туку стои неговиот противник, Луцифер, сатаната, ѓаволот. И сега кога ќе почнеме за тоа да зборуваме, некои гледачи би си помислиле, добро, се одеше добро до сега, и одеднаш зборуваат за некој ѓавол. И на луѓето тоа им е смешно. Значи, има повеќе луѓе кои не веруваат дека ѓаволот постои, отколку што има луѓе кои не веруваат дека Бог постои. Значи, постојано се води дебата меѓу секуларни, хуманистички ориентирани луѓе, ние ги рекуваме атеисти, и оние кои веруваме. И водиме дебата дали постои Бог. И за тоа е една дебата која веќе трае со векови, откако постои атеизмот. Меѓутоа, ја не сум видел некоја поголема дебата каде луѓето дебатираат дали постои ѓавол или не. Повеќето луѓе не веруваат. И тоа е за сега една од најголемите измами на ѓаволот. Проблемот со спиритизмот и окултизмот е што позади него се крие ѓаволот и неговите соработници демони, паднатите ангели. Добро, што се случува со луѓето кога ќе умрат? Дали после смртта човекот се одвојува некако од телото и оди таму, заминува во некоја сфера таму нагоре или? Па тоа се идеи кои не потекнуваат од Библијата. Тоа се идеи кои потекнуваат... Али ја обработува таа тема? Библијата ја обработува секако таа тема. Најнапред ние мораме да знаеме како Бог го создал човекот. Значи, во прва Мојсеева, или книгата Постанок, прва Мојсеева, 2 глава, 7 стих, се вели дека Бог го создал човекот од прав од земски и му вдахнал во ноздрите здив на живот и така човекот станал жива душа. Значи, Библијата говори за човекот еднакво душа. Значи, ние немаме душа, ние сме душа. Значи, зборот душа на еврејски е нефеш, на грчки е психе, од таму доаѓа изразот психа, психологија и така натака. И многу често во Библијата тоа е или синоним за човек, поединец или поединци, или е синоним за внатрешниот, емотивниот живот на човекот. Значи, знаете, во нашиот јазик ќе кажат луѓето кога се тажни, душата ме боли. Што е тоа што човекот го боли? Кај е тоа? Може ли да покаже? Може ли на лекар да отиде и каже душата ме боли? Најверојатно дека ќе го пратат на психијатар. Или душата ми се радува. Што значи? Тоа значи дека сум радосен. Јас сум радосен. Не е некоја душа вон мене, туку јас сум радосен. Или на македонски ние велиме каде беше вчера, бев таму и таму. Колку души бевте? Бевме 5 души. И ние не велиме бевме 5 души, 3 живи, 2 мртви. Туку велиме 5 души. Ви кажете 5 души, мислите на 5 живи луѓе. Што значи, дури во нашиот секојдневен говор, колоквијален говор, душа е еднакво човек. Ако е душата еднакво човек, од кога ќе умре човекот, каде оди душата? Вака, значи, повторно стартуваме од прва Мојсеева, 2 глава, 7 стих. Значи, Бог зема прав земски
и вдахнува здив на живот. Здив на живот не е нефеш, туку на еврејски е нишмат хаим. Значи, буквално значи здив на живот. Okay? И тие два елементи Бог во својата творечка моќ и мудрост ги комбинира и настанува жив човек. Тоа е душата. Значи, душата не представува една посебна компонента која Бог при создавањето ја вметнал во човекот. Туку, овие два елементи, правот земски, кој е еден поетичен начин да се каже дека се што има во земјата како елементи, го има и во човечкото тело, само искомбинирано на далеку покомплексен начин, со тој здив на живот, или таа животна енергија, која е безлична, која на таа материја и дава да биде жив организам. Сега, кога човекот ќе почине, се случува процес кој е обратен од овој процес. Правот се враќа во земја, од каде што човекот е земен, а тој животен здив, таа енергија животна, се враќа кај Творецот кој ја дал. И човекот веќе не постои. Душата не постои веќе. Човекот не постои. Да. Значи, ако сте биле некогаш на погреб, на сахрана, значи, гледате мртовец, покојник пред вас, го препознавате као физиономија, знаете за кого се работи, меѓутоа, со тој човек нема комуникација, тој човек не слуша, не разбира, тој човек го нема веќе. Телото е тука, ама човекот не е тука, како личност. Тоа не значи дека личноста негде заминала. Туку едноставно двата елементи се раздвоиле и човекот повеќе не постои освен во Божјето сеќавање, во книгата на животот, за оние луѓе кои додека биле живи, верувале во Бога и му служеле верно. Добро. Имам еден пријател кој што ми раскажува како разговарал со неговата прабаба, и тоа многу пати, и тоа не на сон, туку на јаве. И го упатува на разни работи да прави. Како да го сватиме тоа? Кој е вашиот одговор на значи, мојот одговор се случува. Да, значи, мојот одговор е во два дела. Првиот дел, ја би му објаснил на луѓето што се случува со човекот кога Бог го создава, што се случува со човекот кога ќе умре. И Библијата вели дека после смртта ние не постоиме ниту во рај, ниту во пекол. Туку телата трулат во своите гробови, а Бог, кога ќе дојде повтор пат, во склад со книгата на животот, како и да изгледа таа книга на живот, ја технички не знам, меѓутоа, според таа книга на живот, Бог ќе ги воскресне тие кои починале. Значи, идејата на воскресение е да се вратат во живот оние кои починале. Зошто треба воскресение, ако тие веќе негде екзистираат во рај или пекол? Зошто воскресение? Кога тие луѓе веќе негде екзистираат, како душа, духли, што сакаат. Тие луѓе не постојат никаде, затоа треба воскресение. И актот на воскресение кој Бог го стори, е всушност акт на ново создавање. И затоа само Творецот може да воскреснува. Не може било кој од нас да оди по гробиште и да дига мртви. Тоа само Божи мог. Зашто? Затоа што Бог е создател. И тоа е акт на ново создавање. Меѓутоа, за разлика од денот кога сме родени, како бебиња, и се развиваме да растеме до возрастни луѓе, овој акт на создавање за време на воскресението е комплетно враќање на личноста која некогаш била во своите најубави години. Кога е доживеала процвет во и на интелектуален, физички начин, која се реализирала на најдобар може начин во животот. Тоа е една работа. Втора работа, јас би им објаснил на луѓето, добро, ако Библијата вели дека човекот после смртта не живее, кој е тој кој се појавува? Јас би упатил само на еден текст кој се наоѓа во второто послание на апостол Павле на Коринќаните, тоа е 11 глава, 14 стих, каде вели вака. И не е чудно зашто самиот Сатана се преправа во ангел на светлината. Овој текст нам не говори дека е сосема можно Сатаната, кој е некогашен Божи ангел, кој паднал прв во грев во оваа вселена и кој завел на своја страна 1/3 од Божите ангели, кои стануваат демони, тој има моќ да имитира. И може да имитира било кого од нас, може да имитира било кој човек
И тој дури на крајот од времето, пред Христос да дојде, ќе се обиде да го имитира Христа. И ден денес на некои спиритистички сеанси се појавува една преубава личност, облечена во бело, со длога коса, со брада, која себе си се представува за Христа. А Христос во Библијата не вели вака. Кога ќе ви кажат, него Христос во пустината е, не одите да го видите. Кога ќе ви кажат, него во собата е, не верувајте. Зашто доаѓањето на Синот човечки, Христос, ќе биде видливо како што се гледа молњата од исток кон запад. И кога ќе одите на гробишта, луѓето кои се погребани, нозете им се завртени кон исток, а за главите им се завртени кон запад. Зашто? Тоа е таа традиција на тој текст, дека Христос доаѓа од исток и кога ќе станат од мртви да го видат први неговото лице. Затоа јас би рекол дека на спиритистичките сеанси се појавуваат демони. Тоа е проблемот. Затоа што сатаната и демоните се исконско зло. Во нив нема ни трунка добро. И таквите личности на луѓето на оваа планета не им сакаат добро. Дјаволот и демоните се свесни дека деновите им се одбројани и дека еден ден ќе бидат уништени за навек. Меѓутоа, бидејќи се потполно зли, тие не сакаат да умрат сами, туку сакаат да вовлечат што повеќе луѓе со нив. Тоа е тоа исконско зло, тоа е тоа сотонско зло. И луѓе кои се однесуваат така на оваа земја, кои самите пропаѓаат и гледаат што повеќе луѓе да повлечат за себе, тоа се луѓе кои имаат тоа исконско зло во себе си. Нешто спомнавте, на едно прашање одговоривте и спомнавте, бајачите, гатачите и магијските обреди. Добро, кој стои позад сето ова? И факт е дека овие луѓе многу работи погодуваат и прецизно кажуваат. До некаде. Дали ова исто така се гранки на спиритизма? О, секако. Значи, тоа е окултизам. Откаде тоа нивно знаење да стварно некојаш им погодат на луѓето? И луѓето се воодушевени кога им кажува за Бога. Тие нешто направиле добро за нив, не можеш да ги едноставно да ги отргнеш од тоа. Тие буквално веруваат цврсто на тие луѓе. Да. Постои објаснување. И тоа објаснување потекнува од она што се нарекува теологија. Теологија не во христијанска смисла, туку теологија наука за боговите во паганските религии. Теологија на паганските религии. Во нивната теологија постои повеќе од еден бог. Најчесто еден е врховен бог, а другите се онака од страна. Или постои хиерархија на богови, високи богови, ниски богови, или виши богови, нижи богови. Често постои конфликт меѓу нив, постојат разноразни заговори, борби, незавлијание. У секој случај, секој од овие богови е задолжен за некоја област од животот, а исто така е врзан за некоја појава. Не знам, бог на сонцето, бог на месечината, бог на ветерот, бог на природа, има и женски богови, божици. Сега, во паганската религија, повеќето богови се создадени. Тоа се нарекува теогонија, или создавање на богови. Значи, постојат богови кои се создатели, меѓутоа во нивните митови, најчесто тие богови ги снемува некако на почетокот на тој мит и на сцена стапуваат веќе создадените богови, или пониските богови, кои најчесто ги убиваат овие богови на создавање. И боговите таму се создадени. Значи, некако библискиот бог кој е создател, туку тие се создадени. И како создадени суштества, тие богови, тие се ограничени. Ограничени се. Ако е бог на сонцето, тој е ограничен само на сонцето и ограничен со тоа што секој ден мора да изгрева и секоја навечер мора да заоѓа. Значи, тој е ограничен веќе. Сега, во тоа нивно ограничување, постојат одредени сили кои се над нив, кои овие богови не може да ги контролираат. И ако тој човек или таа чина што се бави со магија, може да најде пристап кон тие сили, со одредени ритуали да ги присили боговите да работат одредени работи во корист на оној кој прави магија, тоа е магија.
Така, сега, тој тоа е магија. одговор ми требаш, да. Тоа е таа магија. А меѓутоа, библиски гледано, не постојат други богови, постои само еден Бог. И тој Бог е несоздаден Бог. Туку тој Бог е создател. Тој создава. И он не е ограничен со ништо. Значи, не постојат сили кои се над него. Не постојат други богови кои него може да го примораат. Не постојат ритуали на оваа земја кои ние можеме да ги правиме за да Бога го примораат да работи онака како ние сакаме. Значи, никој не може да има влијание на Бога. Никој Бога не може да го натера со било каков обред, со било каков ритуал, Бог да работи нешто што тој не сака. Добро, професор, еве, кај тебе доаѓа некој фасциниран од тие гатачи. Кој е вашиот одговор? Мојот одговор е следниот. Како да ги разубедиме во тоа нивно верување? Значи, работата на уверување или разуверување е работа на Светиот Дух. Значи, наше е само да ја пренесеме пораката на Библијата и да им објасниме на луѓето на најдобар можен начин што е тоа спиритизам, што е тоа окултизам и која е опасноста. Мора да им се каже на луѓето јасно и гласно дека опасноста од спиритизам, опасноста од било кој вид на окултизам, магија, гледање на карти, астрологија, е секогаш болест. Или физичка, или ментална, или обете заедно. И луѓето завршуваат на еден грд начин, на еден грозен начин. Јас познавам неколку случаеви, додека бев проповедник во Источна Македонија, сум разговарал со мажи, со жени, кои биле жртви на магија, кои самите оделе да им се гата, да им се бае, да им се прават магии, затоа што имале проблеми, и ми ги опишуваа своите животни проблеми. И исто така ми опишаа што значи кога ќе се запознае Бог. Сите они доживеале исцелување, ама оние кои понатака истраеле во правење магии, учествување во магии, таквите луѓе повеќето или скоро сите за кои јас знам, завршиле во најстрашни маки, умирајќи од најстрашни болести и умирајќи потполно разочарани и исплачени. Дали тоа значи ако не умрат во такви болки, дека се во право? Јас не знам за човек... Има и такви случаи. Не знам, јас кои што и многу подобар живот че живеат по тоа, да кажеме па овие луѓе се благословени. Може до некаде. Меѓутоа, повеќето луѓе за кои знам дека се бавеле со магија, во главном се луѓе кои самите многу страдаат, посебно на крајот од својот живот, или децата им страдаат. Значи, каде децата своеволно влегувале во тие магиски води. Значи, опасноста е огромна. Може би вие познавате некој кој се бавел со магија и им води добро во животот, меѓутоа, повторно зборуваме за тоа влијание. Вовлекува други луѓе во таа работа. Јас не знам човек со кој сум стапил во контакт, кој се бавел со спиритизам или окултизам, а на крајот да не доживеал непријатност и да од Бога или луѓе кои го познаваат Бога не побара помош. Добро, Библијата има ли стриктно текстови на кои што алудира да се пазиме, односно ги напаѓа конкретно тие што се бават со маџесниство, со гатање? Да, еве, слушајте, значи се читам од Библијата, ова е Библија на македонски превод од доктор Константинов. И овде во пета книга Мојсеева, 18 глава, од 10 стих до 13, еве ги овие зборови на Бога. Искажани преку Мојсеј. Кај тебе нека не се најде некој кој би ги гонел низ оган својот син или својата керка, кој би се бавел со гатање, чародејство или магија, вражање и волшебништво. Никој кој би баел, кој би повикувал духови и души на предците или кој би се обраќал на покојниците. Зашто му се гади на Господа секој што го прави таквото нешто. Заради таквите одвратности нив ги гони Господ Бог, твојот Бог пред себе. Биди му сосема верен на својот Бог, на Господа својот Бог. Јасно и гласно. Конкретни текстови и јасни. Професор, веќе сме при крај на емисијата, па еве на крајот на ова се надева интересна и поучна тема.
Дали би имале некој совет, некоја идеја на нашите гледачи да им посочите? Најдобар совет е запишен во Евангелието според Марко 9 глава, 29 стих, каде што Христос вели дека овој род, мисли на сатаната и на неговите демони, овој род најдобро се изгонува со пост и молитва. Најдобрата заштита која може да постои против магија, спиритизам и такви лоши влијанија е Бог. А со Бога може да се стапи во контакт преку молитва. Сосем едноставна молитва. Не мора да биде никаков ритуал, не мора да биде никаква молитва на некој познат христијанин научена на памет. Тоа треба да биде искрена молитва со едноставни зборови и јас упатувам еден предизвик пред вашите гледачи. Да се молат на Бога ако имаат вакви проблеми и резултатите ќе ги видат многу скоро. Јас познавам огромен број на луѓе кои ги имале овие проблеми и на кои Бог им помогнал. Јас сум бил сведок за некој од нив како Бог им помогнал и ги избавил од опасностите на спиритизмот и окултизмот. Професоре, особено задоволство ми беше што беше во мојата емисија Меѓу редови. Се надевам и вас ви беше пријатно. Фала ви што ја прифати поканата и поради тоа што беше многу и си зафатен човек, впрочем, службата и професијата, тоа ти го налагаат. Фала ти уште еднаш и во знак на таа благодарност сакам да ви подарам нешто да се сеќавате на нашата емисија. Еве, изволите. Благодарам многу. Па можете да го отворите ако... Според Бог, секој поклон, секој подарок се отвара. Еве, ова е нешто запакувано во нова некоја... одлично. Меѓу редови. Има нешто и внатре уште нешто. Имаме привезок Така. за моите случаи. Се надам дека на полицата ќе ви стои, ќе се радо би се сеќавале на ова. Благодарам многу. Уште едно благодарам, а и вам, драги гледачи, ви благодарам за вашето внимание со кое што не следевте и се надевам дека ќе се видиме за 2 седмици повторно со нова тема и нови гости. Пријатно и се најдобро.